Секоја бремена жена во земјава има право, а државата обврска за редовен надзор од патронажна сестра. Кога станува збор за жени во репродуктивен период во време на бременност и бремени жени да имаат по 2 посети во просек, а во ситуации кога станува збор за маргинализирани групи на заедници или во ситуации кога има исто така одредени ризични бременности, дури и тој број треба да се зголеми. Во пракса, посета од патронажна служба добиваат само 4 од 10 трудници. Каде, но и зошто потфарла здравството, кога е во прашање клучната превентивна служба за здравјето и на бремените жени, но и на новороденчињата? Шуто Оризари има околу 17.000 жители. Го покрива само една патронажна сестра, иако според домашните стандарди би требало да има најмалку 3. Последиците ги систематизирала невладината организација Хера по последното теренско истражување. Честопати ни одговара дека патронажната сестра ќе дојде, ќе ги регистрира и ќе се замени. Не ги добиваат потребните информации кои што им се потребни во текот на бременоста, за кои услуги им следуваат, со што ќе се соочат во текот на бременоста и најбитната работа која што за една трудница и за мерките кои што се предвидени, а тоа е начинот на добивање на фолна киселина и јод, која што исто така е една од мерките од програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца. Податоците за посета на трудниците во Шуто Оризари се поразителни. Во последните 6 години најдобар опфат имало во 2015 година и тоа 14%. Сите други години е понизок, најмалку во 2016 6%, а стандардот е да бидат опфатени сите 100%. Шуто Оризари е екстремен пример, но бројот на патронажни посети опаѓа во цела земја. Во последниот период, во последната декада, во периодот од 2007 до 2017 година, опфатот генерално на жените во репродуктивен период и на жените кои што треба да бидат посетени после породувањето се намалува. Во истиот овој период и бројот на патронажни сестри кои што се активни на терен, кои што работат како патронажни сестри, исто така се намалува. На ниво на цела држава, во 2007 година посета од патронажна служба добиле 5 од 10 бремени жени. Иако тоа е само половина од стандардот, во 2017 посета од патронажна служба добиле уште помалку трудници, 4 од 10. Што се однесува до посетите по породувањето, во 2007 година опфатот е 71,7%, но до 2017 година опаднал драматично на 47,9%. Во истиот период од 10 години, бројката од 307 вработени патронажни сестри во 2007 година се намалува на 291 вработена патронажна сестра во 2017 година. Скопје во моментов има 68 патронажни сестри. Таа бројка значи дека главниот град е еден од најлошо покриените региони, со една патронажна сестра на 2500 жени во репродуктивна возраст. Решението и за Скопје и за остатокот од земјата се гледа во законска можност за влез на што туку дипломирани кадри. Ке се комплетира еден таков мултидисциплинарен тим составен и од доктори и од сестра кои што на лице место ќе може да ги видат проблемите кои што се случуваат во семејството и не само во семејството, кај индивидуите. На тој начин ќе го зголемиме бројот на членови во тимовите кои што работат во поливалентна патронажа, но и ќе го покачиме квалитетот затоа што високо квалификувани кадри, што туку дипломирани доктори, ќе имаат можност да излезат на терен и во службите на поливалентна патронажа да даваат услуга на граѓаните. Но крајната услуга не зависи само од бројот на вработени. Например, често патронажните сестри одат пеш на посети. Во Здравствениот дом Скопје за успех го сметаат решението да им обезбедат автобуски билети. Успеавме преку измени во планот за јавни набавки со одлука на управен одбор да овозможиме сестрите кои што работат во поливалентната патронажа да добијат автобуски билети, за да можат тие сервиси полесно да ги извршуваат и навистина беше големо олеснување за сестрите да можат на овој начин полесно да се движат низ градот и да ги дават своите сервиси. Од друга страна,
во тек е јавна набавка која што треба да овозможи подобра техничка опременост на тимовите за поливалентна патронажа, согласно разговорите кои што ги имавме со сестрите од оваа служба. За опфатеноста на населението со патронажни служби, информации побаравме и од надлежното Министерство за здравство. Добивме одговор, но не за бројот на посети, туку за територијалната покриеност. Секој здравствен дом во државата има патронажни екипи, со што има покриеност на целата држава. Земајќи предвид дека медицинските сестри се столбот на нашиот здравствен систем, минатата година јавното здравство е зајакнато со голем број медицински сестри и лекари, а паралелно се зголемени платите и ноќните дежурства. Например, за патронажната служба во Скопје да го извршува законски утврдениот број на посети, потребно е тимот да се зголеми двојно. Потреба од нов кадар има и во многу други региони од земјата. До тогаш, известно е дека гарантираните посети на секоја трудница пред и по породувањето ќе останат само на хартија. Во пракса, нереално е да се верува дека опфатот ќе се зголеми сам од себе, а со тоа и да се исполни целта на службата – превенција од здравствени ризици и кај мајките, и кај новороденчињата.